или причината зашто им дадоа пари од владата Они е по затоа 100 што че овие мене се 15. целосно неспособни да направат еден проект. Ајде да видиме прилогот. Дали да ни кажете дали сте задоволни од работата на градоначалникот на Ѓорче? Не, дефинитивно не. Не сум видел никакви резултати од него. Искрено не сум многу задоволна. Скоро ништо не направи, мислам. Во улица уште не е направена. Што да кажам, кажи? Не сум задоволна. Нека ценат граѓаните. Тие треба да ви дојат на власт. Денеска направивме една обиколка во општина Ѓорче Петров да видиме колку од проектите се завршени во општина Ѓорче Петров. Ако е подготвен прилогот, колку од проектите се завршени во општина Ѓорче Петров и дали воопшто имаат завршено некој проект. Ветивме дека ќе направиме обиколка во сите општини во Македонија, па и во Ѓорче. Например, во Карпош, каже градоначалникот колку имаат завршено, објавувате и слики, и фотографии од завршени проекти. Во Скопје објавува Арсовска и завршени проекти, има докази дека ги завршиле проектите. Во Ѓорче, например, има се видовме со не знам кој од каде и не знам зашо глупости потрошиле пари. Комиска вечер. Комиска вечер, нека, да. Ги видовте колку се свалија со децава што ги пречекале за Бадник? Сите они се свалија. И ја ги пречекав децата. Имавте вие коледарчиња? Имав коледарчиња, но нигде не објавив. А добро, тоа е злоупотреба на Нигде не деца у објавив. А политички. тие ги видовте? Политичка Сегде! Овој градоначалник ги примил овие коледарчињата, овој ги примил. Демек види Петар на... Петров, додека ти не гледаш, така ќе биде. Да те нервирам. Шо го нервираш? Една емисија да сме направиле против владава, а не само против ВМРО. Ние против ВМРО не сме направиле чекај, една емисија против чекај, бе, ВМРО. зашто да Али прави? против овие што го растураат ВМРО ДПМН, да. Слушај, чекај бе, зашто да правиме против владата? Кога Христијан ние напаѓајќи го, Христијан не напаѓаме и владата, они заедно се договараат. Да, Како си ги поделија владата парите? им даде пари, тачно. Како си ги поделија Да, парите да. и нема проблем. И иако им поделија пари или причината зашто им дадоа пари од владата Они е по затоа 100 што че овие мене се 15 че. целосно неспособни да направат еден проект. Ајде да видиме прилогот како се работи во општина Ѓорче Петров и што велат граѓаните за градоначалникот на општина Ѓорче Петров. Пуштај. Ќе сакате ли да ни кажете дали сте задоволни од работата на градоначалникот на Ѓорче? Дефинитивно не. Искрено не сум многу задоволна. Стар сум 72 години имам, ова не сум видел ништо. Не сум задоволна. Предизборната програма беше насловена Ѓорче без кал. Во Ѓорче моментално има кал до колена. Градоначалникот Стојковски не реализирал речиси ништо од ветената програма. Граѓаните се жалат, ништо не е направено. Сакате ли да ни кажете дали сте задоволни од работата на градоначалникот на Ѓорче? Не, Може да ни кажете дефинитивно не. Нема никакви резултати, не сум видел никакви резултати од него. Се што ветил ништо не направил. Би сакал да го смени тоа. Ако ме слушне, нека ангажира нешто, кого ќе ангажира, како ќе ангажира, нека почне да работи. Ќе сакате ли да ни кажете дали сте задоволни од работата на градоначалникот на Ѓорче? Па, да ви кажам право, искрено не сум многу задоволна. Ние проверивме што е ветено, а што е направено. Скоро ништо не направи, мислам, освен ова куќава што ја изгради, тоа друго, мислам дека нема нешто по мое. Ветена е реконструкција на улици во Хром. Погледнете какви се улиците таму. Ветена е реконструкција на улицата Вера Циревири Трена, Никола Вукмановиќ, нови шеталишта и паркови, а еве што велат граѓаните. Во улица уште не е направена. Што да кажам, кажи? У Волко. Ќе го направи после 4 години. Не вреди, таму они знаеш што како конјине, тук има улица. Никако више, џабе вие. Стар сум 72 години имам, ова не сум видел ништо. Не е реконструирана ниту улицата Шарпланин. Ќе сакате ли да ни кажете дали сте задоволен од работата на градоначалникот на Ѓорче? Ништо. По дупки возат и газат жителите во урбаната заедница Мирче Ацев. Ќе сакате ли кратко да ни кажете дали сте задоволни од работата на градоначалникот на Ѓорче? Не сум задоволна. Ништо подобри не се ни улиците во Дексион.
Не знам што да кажам, затоа што има доста работа што треба да ја среди. Парков на прво место треба да биде битно за функционирање за дечиња. Игралиштето овдека не е добро направено, децата на улица им одат топките. Самиот парк, да речем дел од парк, не е добро за децава, може да се повредат и така. По Штросмаерова се уште има дупки. Моментално гледате крпеници наместо нови улици. А игралиште, кај што играат топка, кошарка, не е во ред, затоа што не се безбедни децата. И парков клупиве не чинат, корпи нема. Тревата е секаде изгазена. И ова беше само мал дел од она што е ветено, а не е реализирано. Од над 50 на страни во програмата реализирани се одвај 2, и тие со помош од град Скопје. Ѓорче не е ниту почисто, ниту е без кал, а пораката од граѓаните е јасна. Работа, а не фалби. Ова неработење мора да се смени. Еднаш треба да се смени еден ден ова. Неработење и што е најпроблематично, неквалитетно работење. Ето, неквалитетното работење поише е негативно отколку што било какво работење. Ова се сите проекти кои што не се реализирани, иако во програмата се ветени дека ќе се реализираат во првите 2 години. 2 години измина. Ништо од тоа што е ветено дека ќе се направи во првите 2 години не е реализирано, кој што можете да видите. Ова е само дел. У првите 2 години они имаат напишано дека ќе прават улици у ГГ, у Ѓорче 2, пазар, паркови, затворен, отворен, нов пазар, не знам што. Ништо немаат направено. Ништо немаат направено. Значи, градоначалникот во Ѓорче Петров, ништо, нула. Ево, вие луѓето си кажуваат. И сега ако направат нешто, ќе биде тоа владата финансирала, ќе им направи, ќе да се сликаат. Бруки. И сега гледам колку луѓе... Види, градоначалникот Александар е добар дечко. Ама сега тоа супер, не он може да е добар за Јас да имам прави многу добро моабети, мислење за градоначалникот на Ѓорче. Ама во Јакимовски, значи јас зборам за лицемеријата. Они зборат и се дрзнуваат да излагаат по пресови и изјави да даваат како некој не работел, некој нешто не правил, не реализирал програма. Па го гледаме Мицика како објаснува по интервјуа дека ништо не се реализирало од модерно Скопје, Карпо стоел во место, а во општините каде што ВМРО ДПМН градоначалници наводно имало ренесанса. Еве ренесансата на Мицкоски. И затоа на помош го барат Ковачевски. На помош го барат Ковачевски. Истовремено додека Ѓорче Петров, и намерно сме почнали од Ѓорче Петров затоа што доаѓам од таа општина. Тоне у кал, во кал, у ѓубре, градоначалникот прави диви депонии, значи стварат диви депонии градоначалникот. По негов налог си стураат на ниви, ѓубриња, кабаст отпад, така натаму доби казна. Изгласа изградба на нови 54 згради во Ѓорче Петров. Да, донесува план. Донесува план да градат 54 нови згради во Ѓорче Петров. За Карпо што е мисловно име. Еве овдека гледам сега гледачиве, бидејќи веројатно се подсетија. Колку коментари има? Не за Ѓорче Петров, еве имаме коментари. Дојдете вели во Прилеп да видите која катастрофа е, Борче не мрда ништо, све растори. И Јабучици коли искршивме. Еве сега ќе ги Виница ВМРО катастрофа. Сега ќе прочитам уште неколку коментари, само да ги отворам, само момент. Вели
најак е градоначалникот во Газибаба. У овие 2 години од проекти нема место во Газибаба кај што нема запалено свеќи и слики од палење на свеќата до крстење на крај. Само тоа од проекти. У Ѓорче Петров најмногу има направено Со данела Господ повеќе од 27 улици асфалтирани се во приградска насаба Кисела Ебу. И знаат луѓето. Знаат луѓето кој што каде прави. Неготина катастрофа, Види, пише Маријан Ѓорков. Јас имам, пак ќе кажам, добро мислење за Александар. Александар е добар човек. Мислам дека беше и буџетот блокиран. Овие 54 згради што се ставени за градба, донесени планови, предпоставам дека ќе влезат некои пари и дека дел од тоа што ветил секако дека ќе реализира. Но она што е клучот е дека има мнозинство во Советот. Јас работам без мнозинство во Совет. Че јас во Карпош работам без мнозинство во Совет. Сите они имаат мнозинство. Сега ме И све потсетува. што предлагаат. Сега гледачите не потсетуваат, освен тоа што гласаа без амандмани во Тетово кај Касами, вели гласаа без амандмани и во Гостивар и во Струга кај Мерко. Епа, нека ценат граѓаните. Па Тие нели- треба да ви дојат на власт. Само колку да си знаете. И што е најтрагично? Што е најтрагично? Најтрагично е што сега гледам од гледачеви, можеби не е трагично, ама Сокол Митревски, кој што за мене важел барем за добар градоначалник, Александар Румовски за мене не бил добар градоначалник. Веројатно луѓето имаат од Ѓорче заборавено што има направено Сокол, што направил Александар, ама луѓето се сеќаваат на Александар и велат Александар Румовски беше најдобар градоначалник. Да го смениш СДСМ Александар Румовски, да дојде градоначалник од ВМРО ДПМН. И луѓето што го гласале да викаат се зезнавме, требаше да си го ставиме Александар Нумовски, кој реално немаше многу реализира. Тоа е пораз на тој е капитален пораз. Бичка, тоа е пораз на идејата што се имаше после локалните избори, нели? Поентата после локалните избори моветот беше дајте ни, односно дај во овие 2 години до парламентарни избори да покажеме како се работи, да покажеме разлика, да покажеме дека не се сите политички партии, политички чинители у Македонија исти и тоа да го покажеме преку локалната самоуправа. Како цело лето и цел есен Христијан одеше по општините и кажуваше проекти, што правеле, што ќе прават. Ама не, тоа што го вика Мечка, тоа е катастрофален пораз на нивната пиар стратегија, на нивниот план да се покаже дека они се различни од СДСМ. И мислам дека најголемо бреме околу вратот на ВМРО ДПМН е, тоа сум го разговарал со други луѓе, видни членови на партијата, дека најголемо бреме им е победата на локалните. Друже Мишко, да ме слушаа мене и да ме поддржаа како што треба. Општина Карпош до сега сите фасади ќе беа направени во Карпош 1, сите во Карпош 2, ќе беа и беше изградена катна гаража Карпош 1 и Карпош 2, и сега оваа година ќе ги работевме фасадите Карпош 3 и наредната Карпош 4. Значи, сите Карпоши фасадите ќе ги завршевме. Ќе имавме 2 катни гаражи, ќе работевме оваа година и лептокарија. Тоа е мојата визија за развој на Карпош. Ама тие цело време обструираат да немаме приходи. Нас ни треба плюс годишно негде околу 200 милиона денари, за да можеме нормално да функционира. Значи тоа се отприлика околу 3,5 милиона, 3 до 4 милиона евра. 2 години тоа се 8 милиона евра. 8 по 100.000 евра една фасада, тоа се 80 фасади.